Почитувана македонска јавност, почитувани колешки и колеги пратеници, моето пратеничко прашање до премиерот се однесуваше во врска со голготата и теророт низ кој поминуваат граѓаните од населените места Средно и Горно Куњари, а поврзано со ископот на песок на реката Пчиња во овие села. Имено ова прашање е на барање на моите сограѓани токму од овие две села и на средбите кои што ги имав со нив. Тие впрочем имаат навистина долга борба во однос да ги вразумат институциите дека имаат потреба нивните домови и нивното населено место да биде зачувано и конечно под превозот на уредување на речното корито во реката Пчиња, ископот да престане. Имено нема простор, нема пера во овие населени места, во атерот на овие две села Горно и Средно Куњари, под овој превез кој што ви го кажувам, уредување на речното корито, со издавање на дозволи кој што не е уништено. До толку повеќе уништени се нивните домови, трпат закани, уцени, притисоци од, буквално би рекла и ќе ги цитирам, од мафијата која што постои во институциите. Нивното барање многу е јасно и се бара од институциите конечно да застанат на нивна страна. А тоа е да престанат издавањето на дозволи за ископ на песок во овие населени места. Нивниот коментар во тие средби беше: Марија, кога конечно ќе не остават на раат на мира. Трпиме секојдневно закани, трпиме уцени, речното корито, веќе можете да ги видите како целиот тој предел има еден еколошки терор и навистина бараат едноставно мир и институциите да си ја сработат работата. Имено општината има дадено негативно мислење, но АД Водостопанство и Министерството за економија продолжува да издава дозволи. Премиера, бидејќи тие скоро ги исцрпија сите институционални мерки, апелирам до вас да застанете на страната и на мене како пратеник, меѓутоа и на општината, но пред се како на граѓаните од Средно и Горно Куњари, да ги заштитиме нивните домови, да го заштитиме дополнително еколошкиот терор кој што се случува таму и навистина да побарате одговорност во овие институции и конечно да се сопрат бизнес интересите на неколкумина на сметка на домовите на моите сограѓани од овие населени места. Само така ќе покажете дека имате навистина грижа и приоритет кон овие населени места, сочувствувате со граѓаните, во спротивно верувајте дека јас ќе останам и општината на страна на нивните барања и навистина